Пријателствата се нераскинлив дел од нашето секојдневие. Дали во начинот да се разоткриеме какви сме, каде припаѓаме и колку сме вклопени во мозаикот наречен општество, имаме потреба од дружење. Имаме потреба да разоткриваме нови светови скриени во нашите пријатели. Велес, градот на Рацин, не пречекува со сета своја раздвиженост, збиен меѓу двата брега на Вардар, ридест и помалку несватлив за нашите навики. Велес, сосема нов во нашите погледи, разубавен со цветови и зеленила, отворен за добре дојде. Тргнуваме за Велес. Ние професорите, родителите и учениците од Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски од Гевгелија, да го посетиме Средното училиште Кочо Рацин од Велес, да воспоставиме соработка која овој пат ќе биде поинаква од сите други. Соработка со професори и ученици од друга вероисповед, од муслиманската. И сосема е во ред за реализацијата на оваа средба да биде вклучен така наречениот СИТ тим од проектот меѓуетничка интеграција во образованието. Сосема е во ред учениците да ги напоиме со информации со кои ќе остават траен печат на денот и ќе создадат пријателство што ќе трае со години. Првата средба нормално ја правиме во училиштето Кочо Рацин, каде топлите домакини не пречекуваат седнати во наставничката канцеларија. И таму, првото добре дојде, ни го посакува директорот на училиштето Саше Андреевски, за да го добие и возвратното добро ве најдовме од координаторот на проектот за меѓуетничка интеграција од Гевгелија Светлана Митровска. Собрани сме тука заедно да се подружиме, ученици од Гевгелија, ученици од Велес. Мило ми е што дојдовте да видите со какви знаменитости може да се пофали Велес, а потоа и да се подружите да видите што се работиме во оваа гимназија. И многу ми е мило што еве пред оваа генерација од Гевгелија спомнавте дека најстара гимназија. Јас имам излезено од оваа гимназија. Сега не знам која година бев точно кога излегов, можеби 83-та, 4-та, не знам како би дошла таа генерација. И уште се гордеам со оваа гимназија. Предпоставувам дека овие генерации што излегуваат се уште поквалитетни и побогати како личност, не само со диплома и знаење, него како личност, затоа што од секогаш овој објект некој имал посебна топлина. Сега дали Кочо Рацин што ние си го сакаме како наш сограѓанин кој што направи многу за оваа држава и книжевноста. И очекуваме таков прием, таква соработка, не само денес, него и во иднина, не само овој проект и други проекти. И би сакала и нашите ученици да се чувствуваат исто како дома. Знаеме дека училиштето има некој друг поглед спрема овие млади, како го дошегуваат, меѓутоа нека гледат нешто во кое што дружењето, соработката и пријателството ќе бидат барем денес на повеќе. Професорите срдечни и насмеани ги пружија своите раце посакувајки да се чувствуваме удобно во гимназијата која некако како да дише со стиховите од песната Татончо. Ако куќа не направив со високи шишмир порти, куќа цел свет братски ми е, братски срце отвора, срце порта највисока, срце куќа најширока. А учениците и нашите и нивните, талкаа со погледите, но само за кратко, затоа што после оваа средба ќе се спојат по патеките на Велес, по осознавањето и откривањето на нови видици, кои за некој може би се и први запознавања со муслиманството или христијанството. Договорот и целта за денешниот ден е едноставен, да се посети една џамија и една црква во Велес, да се поразговара, но и да се добијат сознанија за верите и со животот, да се спојат различностите, да се негуваат културите. Дали при чекорењето по улиците на Велес некој размислуваше за туѓата вера?
Дали некој може би помисли дека е безцелна ваквата средба? Не верувам. Но добро знам дека овде во Велес ни се споија чекорите, ни се споија мислите, дека различностите, впрочем, и не постојат. Постои само едно поинакво именување на термините, сосема нормално почитување на избраното. Исламот и христијанството, различности кои постојат во нашите глави. За време на нашата посета во Велес, влеговме во Фазли Ахмед Пашина џамија, така наречената Црна џамија. И маалото каде се наоѓа оваа џамија се нарекува Црна џамија. Се наоѓа на левиот брег на реката Вардар. Џамијата е со темно минаре, која е всушност единствената џамија која денес постои во градот Велес. Сместена е во подножјето на ридот Рамина, под црквата Свети Спас од левата страна на Дервенскиот поток. Во близина на џамијата се наоѓа Велешкиот градски пазар. За да се посетуваат вака верски објекти. Ние сепак судбина ни е да си ја делиме нашата домовина заеднички, значи муслимани, христијани, па и луѓе од други религии. Јас сум иначе муфтија при муфтиството на Исламска верска заедница во Велес. Како што вие во христијанството владиката на Повардарието, исто така и муфтиството на ИВЗ во Велес. Имено, и секогаш се залагам, и сум се залагал с ним, али доста одржување теми, заедно е подобро, значи, сближување на религиските, на религиите, значи, да не бидеме едни до други или едни од други на растојание, него заедно да бидеме подобри, али одма ќе се осврнеме на џамијата како објект кој е направен за молење на верниците од исламска вероисповед. Иначе, ние, како муслимани, според нашата света книга, имаме обврска и должност 5 пати во денот да му се молиме на Бога. Со тоа, целта е да кај човекот се ствара една духовна хармонија, еден духовен живот кој влијанието на надворешниот свет, кој сака да го разнебити човекот, да го држи под една еквивалентност, што значи да не даде предност ниту на духовната, ниту материјалната страна. Доколку дојде превлаз на било кој од овие работи, доаѓа до рушење на човечкото во себе што го има. Значи, самиот збор човек е многу вредно нешто. И од таа гледна точка, ние преку тие молитви мораме да се го одржуваме човечкото во себе. Затоа што човекот може да се воздигне на многу високо ниво, на многу висок степен, на степен на ангелите, или кај нас се викаат мелеките, а па може да потпадне на многу низок степен, да падне на степен на животните. Затоа Господ Бог не сакал ниту едното, ниту другото да го постигнуваме. Да бидеме луѓе. Ние сме Божји последни створења и најсовршени со ум и со разум надарени, што од сите други Господови створења овие атрибути ги немаат. Збор или од арапскиот глагол џем, џемеа џамиун, што значи скуп, собир. И затоа луѓето, пошто се собирале на едно место во извршувањето на молитвата, и се нарекло џамија. И џамијата, како што гледате, во исламот е свртена кон југоисток. Главниот дел, овој дел се вика на арапски михраб, каде што стои имамот или оџата, е нас познато, кој е предводник на молитвата, кој извршува молитвата,
а другите луѓе го пратат во извршувањето на молитвата. И таму тој дел е кюрсија, каде што се држат говорите, советувањата и опаствата во верата, каде што луѓето се подучуваат во верата. Уште еден дел таму имаме, таму е помошникот на оџата, муезинот кај нас се вика, или кај вас, не знам дали е доста клисар, дали е помошник на фокусот на црква, ali сепак мислам дека е помошник при извршувањето на молитвите. И горниот дел се вика мафил, каде што е дел наменет за понежниот пол, за жените. Значи, исто така треба да го знаеме при извршувањето на нашите молитви, не може да бидат едни до едни мажите и жените во извршувањето на молитвата. Така што гледате во исламските верски објекти не се представуваат ликови. И тие Мухамед не го представуваат со лик. И тоа е така или нема тоа? Зошто и како? Тоа треба да се почитува, зашто тоа е дел од таа религија. За разлика од нас, кај што има фрески и ликови во црквите, така што гледате, тука нема ликови. Исламот значи подчинување, предавање или покорување кон Бога. И тој е монотеистичка религија, која се вбројува во аврамските религии и е втора религија по распространетост во светот. Следбениците на оваа религија се нарекуваат муслимани. Муслиманите веруваат дека Бог ја предал својата божествена реч во облик на откровенија преку разни пророци и дека Мухамед бил последниот Божи пратеник. Исламот најдобро се дефинира според Куранот, кој за муслиманите е безгрешна реч предадена од Аллах на Мухамед. Според исламските научници, Исламот се дефинира како систем на закони и распореди за олеснување на човечкиот живот и прифаќање на Бог како создател. Добивме нови сознанија, дишевме во ритамот на Исламот и некако се ни се виде како приказна која веќе ја знаеме. Само што требало да влеземе во неа, да бидеме и ние во една нејзина епизода. Следната посета е црквата Света Богородица, но нашите пријатели од Велес ќе се запознаат и со христијанството. Христијанството е монотеистичка религија заснована врз животот, учењата и делата на Исус Христос, според раскажувањата во Новиот Завет. Со 2,5 милиарди верници, христијанството е најраспространетата религија. По потекло сродна е со јудаизмот, со кој дели доста религиозни текстови и својата рана историја. Поточно, заеднички за двете религии се хебрејската Библија, која во христијански контекст е позната како Стар Завет. Христијанството се смета за аврамска религија заедно со јудаизмот и исламот. Црквата Света Богородица се наоѓа на источната страна од градот. Црквата ја изградило немнозинското влашко население во периодот од 1874 до 1905 година, пошто е позната и уште како влашка црква. На завршните работи на црквата работела тајфата на проучениот маестор Дамјан, синот на Андреја Дамјанов, еден од најистакнатите градители на сакрални објекти на Балканот. Работена е од тајфата Свети Лука, составена од млади академски сликари, кои што се специализирани за фреско живопис и иконопис. Тоа што е цртано на зидот се нарекува фреска, ова што е цртано на позадина се нарекува икона, што е на даска, што е подвижно, а ова што е цртано на зидот се нарекува фреска. Тие се следители кои што се достоеле со светост и чудотворност на нивните тела.
Значи овака, било Свети Димитри Солунски, било Светото писмо го пише за това. Колко ти е вера, толку ти е рече. Тој што ќе поверува, ќе се спаси. Тој што не верува, што нема вера, малко е спасението му е познатно прашање. Значи тие што Бог ги покажа како Божи божеци, што целиот живот го посветиле на Бог, па и го дале живот за борците се тие погубени од најповеќето од римските војски, кои што во тоа време били борци. Тие што не го направиле, што го исповедале политеизм, тие што исповедале дека се христијани и што не сакат да се покорат, односно се останале до крај христијани што го загубиле дури животот за Христа, Христос ги овенчал со слава, така што остануваат свети и својот живот го поклониле на Христос, го дали животот за Христа и потоа стануваат свети и тоа со Божјо покажување. Значи не дека луѓето сакале и ги направиле светители, туку Бог покажа. Ги врзувале со камени и фрлале во реките. Не успеале да ги ударат. На чудотворен начин, на чудесен начин ги преживувале сите искушенија по Божја воља и многу луѓе што имале слаба вера, што го гледале тој потоа се превратило во христијанството, кој што го убива, не треба да го мрази, односно да го моли Бога да го помилува, бидејќи тој што го убива христијанот не знае што прави. Отидувајќи во човекот, го убиваш и Бога во него. И во коренот се вели, тој што ќе го убие својот Заминуваме полни со задоволство, затоа што за тоа за што сме се интересирале, сме го дознале, сме го научиле. Заминуваме ние професорите на заедничка средба со наставниците од Кочо Рацин, да размениме по некое искуство, а учениците со своите нови другари по кафетериите, да разменат авантури од нивното ноќно излегување. На средбата беше подпишан и меморандумот за соработка од двата директора на средните училишта, од Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски Гевгелија Борче Нечевски и од Средното општинско училиште Кочо Рацин од Велес Сашо Андреевски. Едно видување, еден век, велат старите, но нашите видувања може да продолжат и на поинаков начин. Нашите видувања продолжуваат да се остваруваат преку размената на Facebook профилите, мејловите и Скајпот. Нашите видувања продолжуваат да бидат вистинска приказна за спојување на различностите. Ако тие, различностите и воопшто постојат. А патувањето да биде комплетно, повторно се збогуваме од градот на Рацин со неговите стихови. Ако куќа не направив, со високи шишмир порти, куќа цел свет братски ми е, братски срце отвора, срце порта највисока, срце куќа најширока.